Почитувани гледачи, Бизнис клуб на подкастот Трето уво, гостин денеска Нина Ангелска. Добре дојдовте. Добре најдов. Родена 1988 година. Афирмирана личност и во владата, и во бизнис круговите. Како тоа ви појде по рака? Прво фала на поканата и имаме прилика вака да поразговараме во ваков сетинг на подкастот. Како тргна приказната? Како тргна приказката, ова не е обична приказка? Приказката од 88 како тргна, до таму треба да се вратиме. Од 88 како тргна приказката? Дали имаше среќно детство Нина Ангелска? Да, многу среќно. Дали нешто наговестуваше дека ќе биде бизнисмен? Па не можам да кажам, зашто мислам дека има секогаш ги прашуваме децата што сакат да бидат кога ќе пораснат. Ја не знам што одговор сум имала на тоа прашање. Многу пати ме прашале и пробувала да се сетам, ама најдов едно видео, ме снимале моите кај што играм наставничка, да раскажувам нешто. И кога ме прашува татко ми дали си председател на класот, ја одговарам не сум председател, јас сум делегат. Делегат. И вика добро што значи делегат и објаснувам тоа значи да одиш на состаноци, нели, и така натаму. Таму имам 6 години на тоа видео. Меѓутоа како мала генерално мислам дека го гледав татко ми многу работеше во бизнис, мајка ми од мали ноза ми има всадено дека мора да си ачик, мора да гледаш да забележуваш се. Ачик збор. Да, мора да забележуваш све и секогаш ме учеше дека знаењето е најважно нешто, учењето дека тоа е единствено нешто што никој не може да ни го земе. А бабата има ли некој влијание во бизнисот? Баба ми има предприемачките гени, мислам дека таму се. Затоа што ние нашата генерација така ја препознава. Дека тоа беше еден, да речам, позитивен пример во една ситуација, во еден друг систем, во предприемаштво беше, знаеш, изазов. Да. Па, мислам, често ја спомнуваме и живее уште нејзиниот лик и дело во развивање на, да кажем, како основоположник на туризмот, на селскиот туризам во Брајчино. Сега вака имаме прилика убаво да ја спомнаме, инаку доживеа до 92. Супер. И така што затоа викам дека луѓето живеат од спомените, а мислам дека уште многу долго ќе живеа по тоа се што го воспостави и направи. Мислам дека нема човек во Македонија што не ја знае. Што не ја слушнал, можда и не ја знае. Да, Николина од Брајчино. Од Брајчино, да, така беше и во тие кругови наши, тоа беше чест да одиш таму. Се носеа луѓе као бизнисмени и пријатели сме носиле као да ги угостиш на некој повисок начин. Да, па има еден гестбук која книга од гости, подпишани се, да речем, пречи сите председатели на Македонија, амбасадори. И мене, знаеш, како Охридјан, што ме пленеше, сега ние како Охридјани секојаш гледавме дека Преспа е некако позаостаната беше во развојот на туризмот и баш да се јави таков пример во Преспа значеше многу повеќе него да се јави во Охрид. И тоа се ценеше. Па добро позната била, доаѓале од секаде, од Ресен, од Битола, од секаде луѓе, така да од неа ми може да кажеме дека има врска нешто со предприемачките гени. Па има во све. А и ме учеше и таму да поминував по лета во Брајчино, ме учеше и месење, зелници, готвење. Освен Нина што те учеа, ти дадеа ли пари или ти само се заработи? Па како почнав јас ствари да работам и бизнисот, затоа што е битно, знаеш, па кажуваат нешто и да дадат, така? Мислам дека најважно е тоа другото што ни го даваат на страна од парите, зашто парите може да дојдат и да си отидат, оно што е важно е да го имаме тој мајндсет, пасија, желба за учење и знаење и секогаш да ствараме. Јас ствари како е сега fast forward или да се пребациме на парите или како почнав, победив на надпревар за најиновативен бизнис план во 2011, тогаш бев абсолвент баш пред дипломирање на факултет, на економски факултет и добив еден чек 5000 евра, кој што тогаш ми личеа многу пари, 300.000 денари. А кој беше организатор на тој надпревар? На тој надпревар беше организатор Националниот центар за развој на предприемништво и иновацијско учење НЦДЛ при Машински факултет. И додека студирав, одав по доста надпревари. Сакам така, компетитивен дух имам и сакам надпревари, игри. Од една страна се начинили да се
тестираме и да се покажеме, да се докажеме. И тогаш се пријавив на тој надпревар. Се сеќавам дека ми се јавија дека сум влезена во финале кога се враќавме од екскурзија абсолвентска. Па скоро и да немав глас кога отидов да презентирам мојата бизнис идеја. А каде беше? Презентациите беа на Машински факултет, имаше жири комисија. Јас презентирав во тоа време, бев на e-бизнис, па да кажам желбата за тоа нели, e-бизнис технологии и е-трговија. Сега ми се роди уште тогаш, уште со запишување на факултетот и ја презентирав идејата, беше за еден тикетинг софтвер, да кажам, за продажба на билети и победив на тој надпревар. Доделувањето беше после тоа во Палас, баш го знаете добро. И не читаа, ги прочитаа прво кои се 10-то, 9-то место, и ме прочитаа прво место и така беше потикот, ствари, да се впуштам веднаш по дипломирањето, практично во основање на Групер и своја компанија. Во текот на студирањето на е-бизнис на економскиот факултет, така беше тоа програма која што беше финансирана од странство, така? Така беше, јас бев трета или четврта генерација, ако не се лажам. Тоа беше како некој експеримент, ама добри кадри излегоа тоа. Да. Многу Слушнавте ли тоа прв пат за Стопанската комора? Мислам дека да, на факултет мислам дека прв пат слушнавме, можеби се оддамна беше, вие поише памтите за сите ситуации, не знам од кога, мислам дека имаше некоја соработка. Да, точно. И генерално на се што имавме, да кажем, на страна од факултетот и од регуларната програма, ме интересираше и така и одав на доста обуки, курсеви, се запознавав со различни луѓе и тогаш мислам дека прв пат слушнав за Стопанската комора. Супер. Се споменуваме Стопанската комора уште неколку пати денеска, али пред се треба да споменеме Групер. Нина Групер ти сметаше као надимак или... Да, како некој презиме ми испадна. Па не ми сметаш искрено, некако бизнисот тоа беше... Се чувствуваше горда со тоа дека те обусловуваат по фирмата? Па не можам да го кажам дека горда, ама дефинитивно горда бев на успехот што го имаше Групер. Дефинитивно мислам дека секој кога размислувам за целата приказна што траеше над 10 години, со многу емоција и со многу пасија работевме и го почнавме и така го развивавме и раставме бизнисот. Кој го остави името Групер? Името Групер произлезе од долготрајни дискусии. Ние го спремавме со двајца коосновачи партнери што ми беа во компанијата. Некако не ни беше прво името, него прво работевме напорно на развивање на целиот концепт, бизнис модел, анализи. Во тоа време е-трговијата беше скоро и непостоечка, помалку од 1% од населението купуваше онлайн и тоа излезе некои истражување баш неколку месеци пред да лансираме. И, значи, генерално некако слушнавме дека можеби некој друг ваков концепт ќе се носи на македонскиот пазар, ќе се отвора и така да петта брзина ставивме развојот и брзо го одбравме името Групер, што значеше групни попусти, нели, нудеше Групер, попуст за, да, за ако се пријават, да речеме, 50 луѓе, ќе го добијат попустот и ќе важи за сите и така испадна групни попусти за сите и групирање на луѓе за да заедно издействуваат подобра сделка. Така е. Кај нас остана тоа име забележано во... Постои ли денес Групер? Групер, приказната е интересна, траеше долго, после имавме успешен екзит или нели продажба. Да, тоа беше откако јас излегов од Министерството за финансии, после се бавев со тој процес на due diligence или продажба, а Секо полската групација го купи преку нивната домашна фирма Payten. И практично приказната траеше до таму да ние го продадовме бизнисот. Јас после тоа нели реков се амаце ќе издишам. Секако асоциацијата за трговија што вели ќе спомнеме ја работев и после тоа кога се приклучив на Ананас после известно време го купи Групер од Payten и некако пак ми се врати кај мене на маса и сега Групер е, односно попустите се интегрирани, правевме транзиција, да речем, година дена, е стана дел од Ананас, со тоа што со тоа што таму има А+ корисници и таму се користат одредени попусти во таа некоја форма. Многу интересна приказка.
Така, шпанска серија малце со стартап. Да. Меѓутоа поучна за младите генерации и успехот на Групер беше видлив и забележлив и го забележав и јас. Така е, да. И те повика во Стопанската комора. Да, тоа беше кога ме одбраа за Forbes 30 по 30 и после ме поканени или викаат треба прво меѓународно те препознаат па после дома, па така ме викна од Капитал после да имавме некоја интервју на насловна бев и мислам дека така и беше повикот од вас. Јас собирам во тоа време млади предприемачи кои што треба да бидат носечка гранка, носечка, да речам, платформа во наредниот период и така дојде до нашата средба. Да, така беше. Се сеќавам на првиот состанок дека беше визијата дека млади луѓе треба во комората, дека моето насловот гласеше мислам дека се не се сеќавам на насловната, но мислам дека гласеше сакаме Македонија, дека со дигитализација и технологии ги успееме напред да Така е. Да туркаме, така да и таква дискусија мислам дека беше првото запознавање. Меѓутоа тука имаше едно прерипување, едно поинако гледање мое, затоа што ти имаше една асоциација која што беше многу успешна и мене не ми сметаше да биде вклопена во целата приказка и целиот систем, да се ја задржи самосталноста и така натаму. И таа нова политика на комората мислам дека привлече многу луѓе. И станавме партнери во сите тие работи. Така е, да. Асоциацијата за e-трговија беше баш тој период некаде, да кажам, ја имавме. Крајот на 2017 ја основавме асоциацијата за e-трговија. Да, беше многу фирми за членети. Да, имаш професионално работеше и така. Да, па еве веќе 7 години работи асоциацијата. Гледам и сега ќе имате нешто во ноември. Да, имаме конференција за e-трговија што организираме секоја година. Традиционално, да. 2018 па наваму и мислам, дефинитивно беше и произлезе формирањето од потребата од една страна, нели да се собера да има кој да ја представува e-трговијата, која иако беше тогаш нели далеко помало од сега. Ама и не толку од потребата колку што и од предизвиците што ги имавме ние кога го водев јас групери кога го раставме. Така е. Сите тие проблеми, дали беа регулаторни проблеми, дали беа од финансиска природа, од било каква, мислам дека ми беа некој мотив за да ги смениме работите. И се сеќавам дека бев на еден состанок со Министерство за информатичко општество да лобираме за одредени промени што требаше. И министерот на состанокот ми вика да тоа е све во ред, ама не можеме за интересот на неколку компании да направиме промена, треба да ја представуваат индустријата. И така практично и вечерта знам дека се размислував дека не треба нели тело што ќе ја представува за да можеме да лобираме и да бараме промени. И треба и се направи тоа. И така всушност пречките беа мотивација за да основаме првата асоциација за e-трговија на Македонија. Од 2016 прогласена, односно на листата на 100 најуспешни жени основачи на стартап во Европа. Така? Така, да, тоа е беше еден германски стартап магазин и одбира 100 жени основачи на бизниси од Европа. Ми пиша мејл, ја бев прво со малце скептицизам и неверување, кај ме нашле. И меѓу другото, нели знаеме како е обично кога ќе препознаат или кога ќе пратат, многу награди има што ги плаќаат. И првото прашање ми беше, многу се чудеа германците, првото прашање ми беше дали ова, ми беше да проверам од кај ме нашле и дали ова нешто што го праќаат на многу, па кој плати ќе добие награда. И беа многу зачудени, демек не како воопшто сум прашала тоа, така да тоа беше од германскиот стартап магазин во 2016, па после тоа следеа и другите интернационални признанија. Forbes ја награди со престижно признание 30 под 30, така, за Европа во категорија малопродажба и трговија. Тоа е високо признание. Па тоа е можда најголемото меѓународно признание, најпознато е да кажеме, нели престижен клуб е Forbes, тогаш сабира 300 вкупно во 10 категории, по 30 во секоја, 300 успешни личности, да, во различни области, таа областа што дели секако јас кај што делував и работев, така да Групер се најде практично и со меѓународни признанија. И така, значи, од Forbes, од најпрестижните
вестници за предприемаштво и за стартапови во кабинетот кај премиерот Заев со председателот Азевски. Да, тоа беше некако неочекувана кривина на мојот кариерен пат, да го кажеме така. Покрај, нели, овие сите, да кажем, бизниси кои што имав прилика да ги... и така натаму. Па да, и успеси и многу работа, да кажем, која што беше све во приватниот сектор до пред формирање на асоциацијата. После имав прилика да го видам и невладиниот сектор. И од на големо изненадување нели дојде поканата да се приклучам и во владата, значи да заокружам нели таа приказна со искуство во основање на свој бизнис, бидување предприемач, после меѓународни признанија како признат успешен менаџер до невладен сектор, за да на крајот имам прилика да го видам и... Ама види, значи имало сигнали кои што зборувале дека Нина не е само предприемач, него и општествено одговорна особа. Па добро, да. Сме ги виделе тие. Мислам дека тоа е многу важно. Да, на секој предприемач не му е дадена таква шанса. Така. Така е, да. Сега тоа е клучното прашање. Како ти одговори на тој предизвик? Па, прво мислам дека одлугата зборуваме за предизвикот за поканата во влада, така? Мислам дека тоа ми беше најтешка одлука, сигурно. Најтешка одлука мислам дека ми беше. Мислам дека и тогаш се сеќавам дека разговаравме, кај што кажував дека има многу силни страни, ама политиката не ја сметав за една од нив. Така да, после долготрајни дискусии, overthinking, ја бев тој период, нели, вклучени при разговорите. Мислам дека тогаш ни остана наместо председателя Апостоле еден надимак. Да, што и денес го користим. Да, и денес го користиме и беше една од најтешките одлуки, исклучително одговорна позиција. Можам да кажам дека мислам дека главниот мотив беше можноста да се прават промени од внатре. Да. Бидејќи бев доста, нели, претходно трукав за промени од надвор, мислам дека тоа е желбата за промена и да се предонесе клучен двигател и мотиватор и така всушност се приклучив на владата. Види, тогаш е интересно да се одбележи за тој период истрајноста, односно определбата на тогашниот председател на владата Заев. Така, тоа е многу важно што треба да го спомнаме, значи мислам дека тој беше... Да даде шанса на помлади. Да, тој беше период кога што правеше, нели, промени во владата и сакаше да покаже една, да кажем, еден поинаков дискурс дека треба да им се даде на младите шанса, на младите кои што се препознаени како успешни менаџери, лидери интернационално, дека треба да им се даде шанса дома да придонесат, нели? И тој побара од мене да обезбедам определени кадровски решенија што можат, да речам, да ја пополнат таа празнина во владата, млади луѓе и така натаму. И беше вчудоневиден кога јас организирав средбата да биде заедно. И ми рече, како може да се разговара за тие прашања заедно, треба да се разговара поединечно. Ние одиме према транспарентност и ги разговараме заедно. И мислам дека и разговорите беа фер, коректни, нити излегува од кабинетот, нити имаше рекла казала, него тоа што се договори се реализира. И тоа, значи, во тој период е убаво да се одбележи дека тој имаше смелост, дека ти имаше смелост да тој да прифати, ти да прифатиш за тоа, јас да предложам, така да сепак е тоа еден чекор напред во тогашните односи во општество. Да, така е и мислам дека преку тоа и сакаше да се покаже пораката за младите, дека да се охрабрат да се нели приклучат, иако е една тешка и многу неблагодарна да кажам работа, ако претходно во бизнисот нели еве се добиваат признанија, се добиваат како некое мерило за успехот и импактот што се прави, во политиката нешто сосема нели поинаку стана министер. Да. И го смена однесувањето према мене од Апостоле во диригенте. Зошто? Да, за еден роден дан мислам дека и ни поклонев диригентска палка.
Па тоа беше при нашите разговори, кај што бев охрабрувана, бидував охрабрувана да ја прифатам позицијата. Еден од разговорите беше немој да се во Министерството за финансии. Баш во Министерството за има финансии. многу спремни, ти си добар менаџер, докажан, успешен, ќе менаџираш, ќе диригираш со ресурсите и луѓето, тоа е најстремна институција која што е, да, така е Министерството за финансии, Народната банка, така да. Да, и после не знам колку месеци беше, се сеќавам дека одав од касно навечер, мислам беше, зашто нели Да, касно навечер, која мислиш звона? И ковид време дели беше и од влада одов на кај собрание и на радио одеше некој диригентска музика и кажува водителката, ова е прогласен за најдобриот диригент со Тоа е израелскиот, композиција. каже, како се викаше, израелскиот диригент. Не ми текнува, значи толку многу бев со толку документи, читам една друга и слушам најдобриот диригент и тогаш Лорен Мазел. и тогаш ти се Ми се јави, да. Јавив, да ти кажам да слушаш ова е диригент. Не ја. Тој е диригент, да, не јас, да, Лорен Мазел беше. Да. Не се сеќавам, толку ми беше све умагла, ама слушнав за да доловиме поентата. Така и знам, се сеќавам на диригентската палка како поклон за роѓенден. Да, така е. Со посвета дека за диригирање на и многу уште ширење на мудрости и мислам дека има Сигурно гледачите ќе ги интересира што ти остави впечаток во тоа министерување. Што е она што е нешто што не очекуваше најдобро и најлошо што го виде во министерство. Многу работи не издвој, очекувам. знаеш ти. Па ајде да кажеме еве како некои лекции што сум ги после кога се навраќам, се имав скоро прилика да раскажувам некаде својата приказна и требаше како 5 лекции или неколку лекции што сум ги научила од секоја позиција. Мислам дека тоа што го научив дека промената е тоа исто толку тешка да се прави од внатре колку што е тешко да се прави од надвор во било кој сегмент, дали беше тоа промени во институцијата, надвор во политиките, а и мислам дека влегов со некоја девиза за да се донесе брзината и размислувањето од бизнис секторот во администрацијата за да се подобрат и забрзаат нештата, особено нели со технологија и дигитализација. Меѓутоа ето научив дека не е туку така да се прават промени од внатре. Научив што значи моќта на лажните вести и пиарот. Да. Научив еден пријател кога ја прифатив позицијата ми прати порака пливај како делфин во морето на екулите. Така да мислам дека научив како да го правам тоа. Ама мислам дека нешто што научив нели нормално што значи друга магнитуда на стрес и справување со стресни ситуации, што е анксиозност и сето тоа при такви тешки, особено кои што знаете нели и ковид беше и техничка влада и мислам дека најважно нешто што можеби го кажам еве да го закружам што сум научила е пошто претходно на некој начин заеднички именител на целиот мој тој кариерен пат каде и да било можноста да се или способноста да се гледа на предизвиците како можности. Нели пречките да се претворат во можности. И тоа како резултат на тоа беше Групер, како резултат на тоа беше Асоциацијата за e-трговија. А тука мислам дека го мастерирав тоа како да се претвараат предизвиците или како да се гледа на англиски или how to see obstacles as challenges. И тука научив како да ги претворам на некој начин на падите во мотивација за конструктивни акции. Така да, како викаат, што нема да те убие, ќе те направи посилен, мислам дека ме направи дефинитивно посилна и целиот мој пат, пошто еве почнува од грантот и наградата, мислам дека со секој еден решен проблем и предизвик станував по-мудра или по-полна со знаење, за следен пат подобро се справам со следниот. И Нина заврши министерувањето и дојде една убава вест за мене, да дојдам на една вечера на која што ќе се прослави продажбата на Групер. Така е, да. И од министер Нина стана богаташ. Или не би можело да се рече. Тоа е релативна. Да, релативна, ама за тоа
за тој таа возраст животна, за онај концепт кој што ти го живееше со Групер, мислам дека дојде како шлак на... Па да, мислам дека ретко такви приказни има нели кај нас што успеале да направат успешен екзит и беше на некој начин позитивен пример за дека стартапот Македонија може да направи успешна продажба, а инаку парите се секогаш мерило за добрата работа, не се главен мотив, така да од целиот тој процес ги заокруживме на некој начин приказната со цел... Парите легнаа, така? Па да, целта... Легнаа на сметка твоја? Да, на тројцата партнери. Што рекоа овие што те поддржава во бизнисот, родителите, бабата и така? Па добро, они беа најгорди, нели? Горди беа на целиот успех, а ние бевме горди што ја дотеравме приказната до таму и нормално целта беше да продолжи да расте и да се шири понатаму приказната. Тоа споредбата, нели, како викаат, кој ќе пуштиш дете да студира надвор, дека му посакуваш, нели, да расте, да се развива и така и ние гледавме на продажбата. Затоа што ние додека го работевме Групер успеавме да го расшириме уште во еден пазар и у Косово го лансиравме како франшиза, така да ова беше една нова етапа и нова можност за да продолжи да расте. Заврши кризата со ковидот, заврши министерувањето, парите легнаа. Кои беа проекциите на Нина Ангеловска за понатаму? Па прво решив некако да си дава мала оддишка. Пауза. И да кажам, да издишам, пошто и да видиш околу себе што се дешава, како се дешава, така. Да, зашто бев на некој начин на високи обрати и бубањ. Министерувањето беше една година, една ковид година, техничка влада, тоа заврши, после траеше 7 месеци екстензивен due diligence процес кој што го водев јас и после реков ајде прво да издишам малце. Тој беше период кај што се удрив многу на спортување, се запишав на, не знам, почнав и покрај тоа што играв тенис повремено, почнав да земам часови тенис, почнав да одам по планинарски друштва да се качувам по планини, почнав да земам и часови по играње, да танцување, така да некако се насочив поише на, нели, да канализирам се тоа и да малце издишам. И кој е највисок врв во Македонија? Сија кораб не сум го качила се уште. А не се го качила, а тој е највисокиот врв? Да. Али има тури организирани одат? Има, да. Јас одев повеќе, значи тоа беше на некој начин и хоби ми стана, рекреативно и се запознавав со различни луѓе, малце друга перспектива. Плюс спортот мислам дека секогаш е одличен начин за подобрување на мислата и психичкото здравје и well-being, нели како викаат. И асоциацијата за трговија ја водев во меѓувреме. Ја основавме и Алијансата за родова еднаквост. После Министерство за финансии, асоциацијата, значи, се вратив, бидејќи ми беше позицијата во мирување и одма после тоа ја лансиравме и новата организација, односно да придонесаме на тоа поле на родова еднаквост. И во тој период, пошто некако мислам дека мојот пат повеќе до сега се случуваше природно, или како викаме органик, наспроти намерно или јас да ги бркам, условно да кажам, на работите. И така и дојде поканата за да се приклучам во Ананасот како го продадов Групер. И после неколку месеци практично тој мој давање оддишка која што мислев дека ќе трае малце повеќе, ја водев асоциацијата, работев некои консултантски работи и после одма се приклучив во Ананас, значи неколку месеци. Групер стана Ананас. Да расчистиме малку за гледачите, тие продаде Групер на една сериозна групација од Полска. Така. Тоа е, кажи ни некои податоци за незе? Па, тоа е полската групација Асеко, која што е една од најголемите во Southeast Europe. Инаку, нивна компанија во Македонија преку која што ја купија Групер е Payten. Така стана Групер дел од таа групација. И сега, значи, имаме Ананас, прерасна во Ананас и Ананасот е во собственост на?
Па не прерасна баш, Ананас е една приказна, односно на Делта Холдинг, на српската Делта Холдинг, на Мишковиќ. така е, која што практично беше почната со визијата да стане на некој начин Амазон на Балканот и да го донесе новото или да донесе револуција во онлайн купувањето во регионот, а ние како групер тоа го правевме и го направивме успешно во Македонија. И така и дојдоа првите разговори да се приклучам во Ананас, со цел да го ширам Ананас во регионот и во другите земји. Да, додека ти беше средна школа, 2005 година, а ние се обидувавме да ја вратиме во игра Стопанската комора, еден од луѓето што најмногу ни помогна беше Мишковиќ, кој што на првата наша средба во 2005 година, тоа беше донаторска конференција, лично дојде и беше со нас цела вечер, да даде подршка. И тој човек не е така, како го чувствуваме, како гуру, како наш човек кој што придонесол во враќањето на угледот на комората. Да, има многу што да се научи. Нема што да се научи. Да, така е. И секоја наша средба е стварно прилика човек да научи многу од него. Така. Он и сега има дух над предприемач на модерни времења, со модерни идеи и така натаму. Да, еве нова книга сега да излезе, Тајна заната. Така е, само нешто била спротивна од ова што го пишеше претходниот пат. Јас ова автората се уште немам прочитана, чекам да ми ја донесат и да ја прочитам, ама ќе видиме дали е спротивна така била од првата. Да. Не сум слушнала тоа. Ако тоа е добро, да имаме различити видувања, да видиме од човек кој што е стварно со огромно искуство. Така е. Така. Тој клуб на луѓе, Стопанската комора го надградуваше цело време и денеска можеме да кажеме дека наши пријатели се десетина балкански милиардери кои што се почесни членови на комората и кои што многу допринесуваат за нејзиниот углед, особено на регионален план. Али учеството и улогата на Мишковиќ секако ќе остане забележан. Ти денеска си во односи со групацијата Делта, што можеш да кажеш за таа групација која што одбележува нашето живење и нашиот бизнис простор? Па добро, мислам дека е голяма чест и задоволство да бидам дел и да имам прилика да бидам на тие стратешки колегиуми кои што ги имаме, бидејќи таму е буквално ризница на знаење за многу различни компании. Делта е голема групација што е расширена од хотелиерство, аграрство, производство, мислам знаете кои све сегменти и ги има во своето портфолио, над 30 компании. Секогаш кога сме на тие стратешки колегиуми, кога се презентираат годишните планови за каде што следно ќе се развива, председателот секогаш со нешто ново треба, увек треба ново и нели тоа е како да одиме напред за да бидат успешни и да може да напредуваат и да биде Делта тоа што е. Новата книга вели дека најмногу им верува на жените и најголемите соработнички биле жени. Па добро, две подпредседателки се и всушност едната е највклучена како председател на управниот одбор на Ананас, Марија, така да мислам дека изгледа има зашто ја дава довербата на. Јас исто сум често околу тоа прашање дискутирал со луѓето, а и оно што го чувствувам е дека жените можат да препознаат опасности што ние не можеме да ги видиме со. Па, мислам дека Во оваа и услови на тежок бизнис во кој што има огромна конкуренција, тоа е многу битно прашање. Да, да осетиш опасноста на конкуренцијата. Дали е секојаш опасноста, не знам дали подобро може да се каже дека е предосеќаат, ама се важат за подобри во менаџирање со ризик. Па тоа е тоа, ризикот се состојан дел на оваа дефиниција. Така е. Колку поголем ризик, толку поголем бизнис. И подобри во воспоставување на релации во емоционална интелигенција. Има една студија баш на Харвард што споредувале лидерство меѓу мажи и жени. И жените се покажале подобри во 14 од вкупно 16 компетенции, меѓу кои што се и овие две што ги спомнавме. Меѓутоа и нешто што е интересно е дека се и подобри во driving for results, се вика тој индикатор, ствари водење кон резултати,
што е важно за секој бизнис, а во новото време на дигитално и на технологија која што живееме, сите овие други карактеристики се исклучително важни. Така да, иако е тоа така, ситуацијата не е баш таква ако споредиме колку тоа се рефлектира во жени на високи позиции, жени лидери, се уште и мажите доминираат. Европа и светот, се уште живееме во машки свет, може да кажеме. Па јас не би се согласил со тоа, мислам дека не е тоа тенденција, тоа е реалност, затоа што жената има некои обврски кои што ние ги немаме. Добро, тоа е биологија, во репродукцијата нели? Биологија и тоа треба да се респектира. Па чак и во воспитувањето на децата и така натаму. Мајките се некако понаклонети, позаштитнички и така. Така да мислам дека не треба да се бара од тоа да се прави фама и спротиставени страни дека некој намерно го прави тоа, него тоа е реален одраз на оваа состојба во која што се наоѓа. Да, така е, добро, тоа е на сите треба да сме свесни дека поголема еднаквост е подобро за сите. Затоа мислам дека не е толку да се прави нели спротивности или фама што викате, туку мислам дека е повеќе да се крене свеста за тоа дека не се доволно вклучени, а дека нивниот потенцијал треба да е повеќе вклучен и искористен. Биологијата е една работа, меѓутоа има други невидливи бариери, стереотипи, предрасуди кои што ги спречуваат, да кажам, жените да напредуваат на повисоките позиции скалела, да. То можам да се согласам со тоа, меѓутоа ти кажувам, за да ти детектираш, јавно изречиш, да речем, оценка дека некој организирано прави нешто и така натаму, треба големи докази. Добро, не е организирано, туку чисто нели какви се статистиките, кажуваме на. А друго е исто дали аспирираат за. И сега повтор пат пак доаѓаме на Александар Палас, таму доби наградата прва, таму доби партнер. Таму правиме свадба. Јас како компетентен човек кој што сум направил најголем број свадби таму, можам да кажам дека беше таа една од повпечатливите. Баш ми е драго. Веројатно заради тоа што сама ја осмисли. На толку организирани конференции и настани требаше тоа беше. Али стварно имаше, да речем, финеси кои што зборуваа за иновативност, за нешто подруго од она што го гледаме секојдневно. Да, па добре, мислам тоа е друга димензија на планирање, да планирате нешто за себе, нели ваква приватен настан. Сум организирала уште како мала роден ден на екскурзии, работи, сум организирала Нова година средно и се тоа, ама значи тие организацијски способности ми лежат и ми се задоволство, а свадбата што како вика треба да остеш гостите да кажат. Најчесто викаат културни се. Јас како гостин кажувам дека најчесто викаат гостите се културни, секој ќе ти каже убаво беше. Така. Не кажуваат реално, а тимот на Палас се може и попише да кажат, пошто вика вакво нешто не сме видели. Во однос на организација зборам сега за алатки користевме, за распоред на маси, за осветлувањето како да биде. И све беше изненадување за нас, затоа што беше необично за концептот на свадба, што кај нас се познати се прави. Во секој случај, тоа значеше завршување на еден дел од твојот живот, кој што беше исполнет со успеси и сега да се префрлиме на оно што очекуваме. Што очекува Нина Ангеловска во поднатамошниот тек од својата проекција за развој, за што е оно што може да се предвиди, што е оно што може да се оствари во едни нови услови сега на фамилија и така натаму и така натаму. Тие се различни работи. Да, различни работи се, предвидувањата се секогаш нели тешки, особено во овој свет се од кај што живееме, што се менува толку брзо. Да. Пред лани мислам дека беше. Да, лани бев на еден тренинг за лидерство баш организиран од Делта и ни даде таму баш задача да напишеме визија за себе си, каде да се гледаме за 5-10 години од сега и тоа да биде во стил на новинарски текст. Што сме постигнале, како ни изгледа животот и така натаму. Значи исто како ја што поставам прашање. Па нешто слично. И ни дадоа пола сат и јас седев и размислував, пошто немам многу прилика нели да така да се оставам сама со себе со мислите и размислував и додека размислував отворив некои надписи за мене да видам како тој новинарски текст би звучал и звучи и сватив дека некој да ми кажуваше пред
5, 10 или 15 години дека ќе ги читам тие надписи за мене, немаше му верувам. Да, верувам. Значи, никогаш не мислев дека ќе бидам предприемач, а сепак отворив фирма дента по дипломирањето. Никогаш не мислев дека ќе имаме успешен, или не размислував на продажба на бизнисот додека го развивавме, а сепак имавме супер успешен екзит. И никогаш не аспирирав за политика, а сепак станав министер за финансии. Така да што и да кажам денеска и сега каде оди, каде гледам, мислам дека не можам да предвидам со оглед на тоа дека овие работи не би ги предвидела за себе. Како што кажав, оно што сигурно ќе го правам, пошто се сметам себе си за оптимист што секогаш позитивно гледа на работите, е дека сигурно ќе решавам некои проблеми. Сигурно ќе се справам со предизвици и ќе пробувам да променам некои работи во која околина и да сум. Знаеш што ќе е разликата? Од моето искуство, сега ќе си многу повнимателна во донесувањето на одлуките. Ти би била вистинско изненадување да ти продолжиш да ги носиш одлуките така лесно како досега. Па не било можеби лесно, како ви кажа, по-мудра, ама не се кам за ниједна одлука што сум ја донела. Мислам дека сите тие работи што сум ги направила ме направиле посилно, бе дефинирале мојот пат и тоа што сум, како што вика нели Френк Синатра, no regrets. Или он вика regrets I had a few, а ја викам се стремам да немам, добро сигурно некои работи сум можела да ги направам подобро од денешна перспектива, ама нели на крај на денот секогаш може подобро. Така е. Како Нина ја цени атмосферата и околината за водење бизнис во регионот, во Балканот, пошто Македонија е мала, излезе на пазар на Балканот, а прашањето е инспирирано тоа што стално ми зборуваш за системот на напредување на фирмата во рамките на системот Делта, дека е оригинален и дека захтева многу работа и ангажман. Иако ситуацијата со електронската трговија, секторот каде што работи Ананас и каде што ќе ги менува работите е значително промената од пред 10 години до сега, сепак улогата најголема останува да се едуцира пазарот и таа е една од најтешките. А во колку земји работи Ананас? Улоги. Ананас работи започна во Србија, лансиравме Македонија и во јули ги лансиравме уште 2 пазари, Црна Гора и Босна. Значи, со тенденција за раст на пазариве тука на Балкан. Да, е сега да се надобрзам на првиот дел од прашањето, во однос на Македонија е мала и каде е развит регионот. Сите пазари од регионот, гледано сами за себе, се доста фрагментирани и мали пазари. Србија секако има најголем потенцијал, нели? Меѓутоа, ако ги гледаме како регион, регионот има значаен потенцијал со популација преку 17 милиони и каде ја гледаме ситуацијата и каква е ситуацијата за водење бизнис, значително ќе се подобри ако нели се стремиме да станеме дел од Европската унија и тој digital single market. Меѓутоа до тоа имаме уште пат, патот за олеснување во прекогранична е-трговија да се олесни, значи слободно движење на добра услуги, што ќе значи многу за расширување на регионалната е-трговија, односно лесно да може бизнисите да се шират во другите земји од регионот. Али сепак имам чувство дека е тука рапиден напредок направен во сваќањето дека мораме да играме регионално. Добро, и сменети се многу нели работите, веќе глобално ги гледаме со технологијата и гледаме колку се смени и пазарот на труд. Лесно сега може наши млади луѓе да седат тука и да работат за странски пазари глобално. И имаме такви примери. Имаме такви примери, ама тоа се повеќе ја креира и нели конкурентност од една страна на пазарот на младите да може да излезат и да работат надвор, а од друга страна креира за компаниите во земјава потешкотијата ја зголемува со наоѓање на соодветен кадар, бидејќи сега е полесно од било кога да може да работите за глобално за било кој компанија. И јас мислам дека сме тука преминале некоја Рубиконова коцка на регионалниот пазар, па мислам дека и прашањето со работната сила сега се доведува до некаква разрешница, бидејќи видовме дека без тоа не може напред да се оди. И веројатно на континуитетот, третото прашање во
при промена на власта во континуитетот на прописите и на све она што е донесено. Така да за тоа треба и време да помине, ќе бидат основа за наше приклучување кон Европската унија. Во луѓето мора да се инвестира, луѓето се клучни, без разлика колку и да светот оди напред со технологии. Улогите ќе се менуваат, работните позиции ќе се менуваат, со технологијата многу повеќе ќе може да се направи, меѓутоа на крајот на денот пак се зависи од луѓето како ќе ја употребат, дали ќе употребиме за добро и колку ќе успееме да станеме конкурентни глобално, затоа што Нашата дефиниција е јасна. Ние бараме наредните 10 години да приоритет дадеме на бизнисот, да се свртеме веќе према тоа тврзно ткиво кое што ќе не води напред, него на историските работи и мислам дека луѓето како тебе треба да го поведат тој процес, затоа што вие сте и во духот на современите технолошки иновативни решенија кои што ќе бидат основа за конкурентноста во наредниот период, а и како пример за другите да се упатат во тој правец и да одат. Овој пример што со тебе доволно зборува дека упорноста и одлучноста и се е можно, човек ќе добива шанса. И напорна работа. Многу важно. Така. Тука каде сме, кај напроти ти си раководела со фирма, често можеме да слушаме во последно време дека изголемувањето на платите и мотивираноста на луѓето некако не допринесуваат за да се позголеми продуктивноста нивна. Имаш ли тој свој коментар на тоа? Па, ситуацијата е таква каква што е. Продуктивноста не расте пропорционално дефинитивно со растот на платите, од друга страна мора на тој начин да се задржат луѓето. Коментарот е дека имаме многу поле за работа, за да зголемиме продуктивноста, треба да расте ако сакаме да одиме напред. Со многу луѓе што разговарам и ќе ги отворим овие теми, кажуваат дека да не се сите овие случувања на Балканот нема да ни е интересно. Ти како млад човек што мислиш? Ако е све средено, вели што ќе правиме, ќе е многу досадно. Добро, така е тоа, секогаш... Младите сакаат возбуда. Секогаш сакаме да има нешто интересно, а тоа што не е толку оптимистично е што поинтересни ни се оние, ако гледаме што е попосетувано како читане вести, попосетувани се тие рубрики трач, отколку она што е вредно да се научи. Сега дали е тоа само... Дај да трачариме малце, да научам нешто за трачевите. Па, мислам дека ние не сме толку фани, дека не сме, секогаш сме биле сериозни кога се работи на... Посериозни од него што изгледа. Да. И Нина со бракот си го реши прашањето на како се вика тоа? Си зема доктор, како го викаш, и така и се отворени портите до здравствените институции. Точно е тоа или не? Дај Боже да не ни затребаат. Да ни затребаат, точно е ли? Точно е, да. Затоа што луѓето се сидруваат и со такви маки. Да. Уролог, млад. Уролог, да. Како ги разбира он процесите низ кои ти поминуваш? Ги учи уште. Затоа што тоа се две супроставени. И ако целта на оваа емисија е да докаже дека бизнис има секаде и во здравството, и во школството, и во образованието, и во културата и така натаму во спорт. Доста сме комплементарни, иако сме од различни сектори, имаме секогаш теми на разговор. Јас учам многу нови работи за неговата работа, он учи за мојата работа. Компатибилноста е важна за да имате партнер со кој што може да разговарате на различни теми. Докторите викаат не биле многу добри за бизнис, ама мислам дека од мене успева да прифати нешто да учи, да. Да не формира и он некој групер после. Далеко е од бизнис водите, во многу фаза на дополнителна раст и реализација и он уролог е на клиниката, меѓутоа и таму во таа бранша негова се менуваат работите. Ева наскоро, мислам, веќе роботи оперираат, кој знае кај ќе стигне и таму светот и сегде мора нонстоп да се учи. Кај да сме, мора напред да се оди само со учење. Така е, значи доживотното учење, респектирање на околностите во кои што се наоѓаме, упорна работа и така натаму споменавме, све се елементи кои што ќе влечат напред.
И мислам дека твојот пример треба да го знаат младите и затоа инсистирав да бидеш наш гостин, затоа што ова е време и систем во кој што можностите се отворени за секого, па чак и да се вратат, па и да се надградат, па и да не ќе останат во добри спомени така натаму. Секој ќе има некаков предизвик за напред, а личностите како тебе мислам дека ќе одговорат на секој предизвик. Ти благодарам што беше гостин. Фала ви многу на поканата, задоволство ми беше.